Сега му давам збор на господинот Димитри Јоану, представник од Виножито од Грција. Повелете. Добар ден на сите. Како прво, и јас со мој ред едно големо сполајти на сите вас за поканата, на организацијата, на универзитетот, на сите вас присутни. Јас, за жал, може би некои од вас знаете дека во последните 10 денови имавме еден тежок период во Грција со евроизборите, каде што мојата партија Виножито учествуваше. И јас лично, и така не сум многу спремен со материјал за денешната трибина, но и тоа не е многу потребно, бидејќи оваа работа, човековите права на македонците во Грција, не е за нас некој вид на занимација, е живот. Значи, се што правиме, се будиме, заспиваме со таа работа. Многу ми е интересно што сум тука и што сум пред образовани, да го кажам така, луѓе од Република Македонија и студенти, идни академски граѓани, што дел од нив ќе бидат носители на разни главни битни функции во државата. Да бидам тука за да разговарам со сите вас. Јас, тие што ме знаат дека сум секогаш песимист и ја гледам претежно лошата страна на работите. И сум радосен бидејќи сум тука, бидејќи спрема мене многу мал дел, за жал, од македонците што живеат во Република Македонија познават дури и малку за малцинствата, македонските малцинства во соседните земји и општо за македонците во светот. Имав еден пример, ќе го спомнам. Дојдов некогаш пред доста години да студирам во Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и на едно од првите предавања што отидов, една колешка што седеше до мене ме прашува: "Вие од кај сте?" Викам: "Од Егејскиот дел на Македонија." Ми вика: "Интересно." И по една минута ми вика: "Тоа беше во Бугарија, нели?" И јас демонстративно напуштив, викам: "Тука имаме и луѓе што треба прво оделение да бидат, а не прва година студенти." Ама за жал е тоа. И уште едно нешто ќе би сакал да критикувам, ќе ми дозволите. Тоа е новинарството во Република Македонија. Еве, тука има полно новинари, кои што за жал во повеќето случаеви, во повеќето работи не се доволно информирани, не истражуваат доволно за да имат повеќе знаења околу работите на македонците во Грција, во Бугарија и во Албанија и во другите земји. Македонско малцинство во Грција. Како прво ме слушате, ме гледате добро? Бидејќи јас во Грција не постојам. Значи сум дух, ниту ме слушат, ниту ме гледат. За мене синоним на македонското малцинство во Грција е зборот страв. Страв кој што е всаден во сите стари и нови генерации. И тука ќе давам еден пример. Една гркинка новинарка праша еден човек од село Зеленич, Леринско: "Шо сте вие тука?" "Македонци." "Не сте грци?" "Не сме, македонци сме." "Зошто не викате за вашите права?" "Се плашиме." "Не знаете, оти ако бебето не плача, не му дава да цица, тука ниту децата не плачат." Тоа покажува колкава мера на страв постои до ден денес, што има луѓе што пијат кафе во месечина, ние се занимаваме дали сме тие или не сме тие. Дали да пееме македонски или да не пееме македонски. И сето тоа се должи, како што кажа и Стојко Стојков, во државниот, во националниот мит на Грција. Знаете дека националната свест е создадена по Француската револуција 1813 или 15, тука историчарите ќе ми кажат.
главно тогаш почна да се создават држави етноси. Во Грција се создаде порано национална држава, малце подосна, нели, и во останатите денешни држави во Балкано. И тогаш Грција создаде еден мит, кој што сите што живеа во Грција беа христијани православни и грци. Ништо друго. Во 1821, нели, почна таа револуција, кој што грците се ослободи од турците. Ништо од тоа, дојдоа големите сили и направи една држава што му одговараше да постои во тие територии. А во 1823 година, тоа е многу интересно, се потпиша, се донесе првиот устав на новогрчката држава во градчето Тризина во Пелопонез, кој што беше пишан на албански јазик. Бидејќи од сите тие војводи грци и општо населението, грчки не знаеше никој. Поголемиот дел до ден денес се со албанско потекло. Во тој националниот мит на Грција немаше простор за ниеден друг. Во наредните години од потпишување на тој устав, доста од тие славните грчки војводи, Бубулина, Бочари, Папафлеса и така натаму, албанци по потекло, беа убиени од самата грчка држава, бидејќи тие не сакаа да го отфрлат албанскиот јазик и да го прифатат грчкиот, да придонесат во чистотата на грчката држава, и така беа ликвидирани. Се за да се направи чиста држава, чист народ, чиста религија. И тоа имаше голем дел. Тоа го правеа сите држави горе-долу во нивното основање. Но полека, тие што беа разумни, логични држави, почна тие работи да ги отфрлуваат. Во денешно време, мислам, ни еден италијанин не мисли Јулиус Цезар, или ни еден холандјанин не мисли на некој славно минато и така натаму. Во Грција до ден денес, за жал, цело постои на државата се основа на тој национален мит, за колку грчкиот народ е над сите останати народи. Во школа од малите не учат дека посебно тука Балкан, тие народи и славјани ова она се последната дупка на зурлата, за ништо не вредат. Ако е некој германец, американец, малце со појќе почит. Но грците се тие што дадоа цивилизација во светот и сите други јадеа, живеа по пештерите до пред некој век. Тоа ни го учат од прво деление. И така до ден денес во Грција, иако има македонско малцинство, турско малцинство, влашко малцинство, арнаутско, што го викаме ние малцинство, ромско малцинство, католици, Јехова, тие со Јехова што го следат, голем број на имигранти во последните години, иако има помаци во границата со Бугарија и ред други различни групи од тие што од мнозинството, Грција не признава ништо. Единствено турското малцинство, според договорот од Лозан, турското малцинство го признава како муслиманско малцинство. Значи тие се чисти Грци, ама муслимани. Турци не. Тоа е единствена остапка што се направи, нели, уште преходниот век. Се, значи, што спомна преска Стојко Стојков, се применува и во Грција. Бугарија е всушност еден добар ученик на Грција, а Грција е еден добар ученик на Франција. Кој што сите тие чекори, нели, закони што ги донесе во последните години Грција, ги има превземено од Франција. Ќе објаснам понатаму на што мислам со тоа. Македонскиот народ во Грција. Нели по балканските војни се поставија нови граници во Балканот и така македонскиот народ што остана во склоп на грчките граници почна да претрпува големи промени. Промените почнуваат со самите балкански војни, кога грчката војска го бомбардира градот Кукуш
и соседните села и доста територии во Драмско и во Серско и голем дел од македонско население умира или бега во другата страна на границата. Значи се намалува доста бројот на македонското население во Грција. Големи прогони проживува македонскиот народ во Грција и во време на Метаксовата диктатура, деценијата пред Втората светска војна. Почнува Втората светска војна, сите војници што беа пуштени во фронтот беа македонци по потекло и така, нели, со еден куршум две пилиња. Од една страна се брани Грција, од друга страна и да се убијат тие луѓе не интересираат, не беа наши. И потоа следи катастрофалната за македонскиот народ во Грција граѓанска војна, каде што, нели, на почеток војуваше левицата со десницата. Левицата успеа да ги убеди македонците да војуват на незината страна и од кој ги искористи, ги заборави и до ден денес левицата во Грција е во исто ниво со десницата. Но прогонот, отпишување на македонците не застана на време на граѓанска војна, каде што стотици илјади луѓе беа принудени да заминат некаде. Продолжи и во следните децении, каде што поради финансиската состојба и политички притисоци во Грција, македонците полека почна да емигрират во Канада, во Австралија. Грција тогаш пасошти ги издаваше во самата железничка станица. Сакаш да си одиш во Австралија? Да, дојди брзо. Еве ти пасош, бегај. Другиот ден, отпишување од државјанствата, куртулив ми од ни. Така голем дел од македонците и тогаш изгубија права, изгубија државјанство, не може да се вратат во нивните родни краишта. Во денешно време, мерките што ги превзема државата Грција не се, нели, како во минатото, сепак и е член на Европска унија, сепак постојат сега начини на реагирање, на жалење, на наблюдување, и така се прават на по-софистициран начин, се превземат тие мерки, се превземат под масата, со уплашување, со финансиски терор, невработеност, притисоци преку фамилиите, преку повеќе методи. Денес во Грција не знаеме колку македонци живеат. Попис по национална основа не се направи во последните 100 години, 1920 година последен пат, а и таа што се направи, тој попис што се направи 1920 година, само што се видоа резултатите, исчезнаа документите за од Тесалија и нагоре, постојат само од Тесалија и надолу, значи од Средна Грција надолу, за Северна Грција, Тракија не постојат воопшто. И така ден денес, после сите тие стотици мерки што превзеде грчката држава во текот на еден век време, во Грција, спрема моје мислење, постојат 4 категории на македонци. Така ги делам јас просто. Значи има македонци, свесни македонци, има македонци свесни, но се декларират како грци за некој вид придобивки. Има македонци, тие се гркоманите што ги викаме. Има македонци несвесни дека се македонци, тие во вистина веруваат дека се грци, но користат, живеат на некој македонски начин, значи зборуваат македонски, играт македонски, имат македонски адети, но ако ги прашаш ќе каже да, тоа е тука нешто тукашно, ама грци сме ние, и тоа го веруваат. А има и 4-та категорија, и тоа е голем дел од население на Северна Грција, каде што се сосема асимилирани и дури и нивните татковци и дедовци мислеа, веруваат дека се грци. Нели, тоа беше една пропаганда што се правеше од патриархијата 100 години пред Илиденското востание. И така некои територии беа асимилирани уште пред да се
појави желба за македонска држава, за македонско движење. А стравот продолжува до ден денес да го прави своето, значи да ги држи повеќето македонци надвор од тоа што се од македонштината. Кога ојдов прва година гимназија, тоа по ваше би било 7 година средно. 7. Да, 6 години е... да, основно, извинете. Гимназија одевме во соседно место, каде што населението не било македонско, а јас седев во иста клупа со едно дете од моето село, значи македонец, и се каравме по македонски за нешто. И професорот почна да не кара, што се карате, и едно дете од другото село, значи Грче, им кажа, еве, по скопјански се карат. И тој професор беше од Јужна Грција, почна да кажува дека не, тоа не се скопјански, тоа се бугарски. И оти за време Балкански војни се најдоа тука некои бугарски војници и така остана дел од јазикот и ние го научивме и... А јас му поверував. Јас до тогаш бев чист грк. Горд грк. Како сите деца, нели дома не ни кажува ништо, и ако прозбориме малце надвор, татко ми ќе лета од работа и се вратив јас дома поплане и мајка ме зборуваше по телефон со баба ми по македонски и му викам, мамо, знаеш ова што зборувате? Е бугарски. Така, војници беа тука и ни оставија. Беше негде 2-3 сат од поплане и мајка ми до полнок седна и ми објаснуваше како е работа во суштина. Дојде татко ми втора смена од работа, оти не спие детето, така и така. И тој до 4 сабајле уште една доза, а јас другиот ден сабајле имав борба во мене. Толку години во школа ме учеа да сум грк, јас бев и носител на грчкото знаме по парадите, многу горд за тоа. И сега ми кажува дома ти, не си тој и си друг. Повеќе период, месеци, поголем број на месеци ми требаше за да сфатам дека не е тоа што ми уче во школа, е тоа што ми кажаа дома. Е тоа го поминуват голем дел на млади во Грција, млади македонци, некои не го поминуват воопшто, оти нивните не им објаснуваат како се работите, или и не им објаснија ни на нив претходните. Така. Денес во Грција, значи, живее еден значителен број на македонци, за кои не знаеме колкафе, ќе ви објаснам и зошто, покрај немање на попис. Во Грција овој момент постојат негде малце повеќе од 600 македонски села, некои со мешан етнички состав, некои со чист. Селата во Грција, може некои од вас знаат, се развиени средини, така не размислува да некој селце во некој планина ово она. Просек селата во Грција се над 1000 жители. Значи, негде над 600 села и негде 15 на градови содржат македонско население. Но ви објаснав претходно дека не се сите свесни македонци и тие што се, не се сите храбри да го декларират јавно. Ако одите на повеќе луѓе им гарантирате на некој начин, оти неве, нема да ти прават ништо, нема да кажеме ово, она, сите ќе ви кажат, да бе, македонци сме, не сме грци. Ама така јавно, мал дел од нив ќе го каже. Ќе ви кажам и за крај, да не должам малце и ви заспивам, дека современото македонско движење во Грција почна, нели имавме граѓанска војна до 49-та, каде што се направи еден вид на геноцид врз македонците во нашите села, во нашите средини. Стотици села се испразнија скроз. И така повеќе децении згасна македонското движење во Грција, се до 80-те години, до 82-та, 83-та, 84-та. Нели тогаш дојде Пасок, ако се сеќавате, во власт, 81-та и ветуваше големи промени. Но за македонците беа лага. Тогаш донесе и
фамозниот закон за враќање на политичките бегалци од граѓанска војна, само Грци по род. Најфасистичкиот закон, према мене, што постои во денешната Европска Унија. Значи, во 83-84 почнуваат македонците полека да се организират. Тогаш има некоја организација што се викаше Таен комитет за човекови права. Предишно во Леринско тоа се случи и се собира на некои планини, на некои ниви, никој да не ги гледа, да не ги слуша, за да видат како ќе направат. Тоа крајот на 80-те прерасна во Макиве, што по превод значи Македонско движење за балкански просперитет. Тогаш почна некои појавни активности, издавање на весникот Моглена, Меглен, па потоа Зора, некои летоци, делење по патишта по селата. Тоа движење полека прерасна на повеќе територии во Северна Грција, повеќе членови се вклучија, почна доста јавно да зборуваат, да се движат. Тогаш имавме некои средби со некои партии, малцински партии во Европа, кои што не советува, не учеа и ни предложија во 94 година место организација да станеме партија. Бидејќи многу посериозно ќе може да не сватат и во Грција и во Европа, ќе можеме посериозно да делуваме. И така во 94 година таа партија, таа организација Макиве прерасна во партија со име Вино Жито. И името Вино Жито го кладоме како чест на партијата Рейнбоу, Европската партија Рейнбоу, што ни помогна да создадеме таа партија. Од 94-та партијата Вино Жито, иако мене не ми е убаво да кажам партијата, ние не сме партија што сакаме власт да добиеме и така да пикнеме и некој пара в джеп. Ние сакаме права и единствено што ни го дава тоа е преку партија. Движењето, подобро го кажувам, движењето Вино Жито, македонското движење во Грција, од 94 до ден денес се бори со сите расположливи средства да ја убеди грчката јавност, да ги убеди пред се македонците дека се македонци, да ги разбуди, да ја убеди грчката власт, грчката јавност дека е време да не признае, да ни даде права. Сите знаат во Грција, за разлика од Бугарија, како што кажа Стојко Стојков, во Бугарија македонците се во многу потешка состојба, зошто јазикот е тука некаде, обичаите се тука некаде, традициите се тука некаде. Кај нас, нашите песни, нашиот јазик е сосема различен од грчкиот и така и обичниот грк во југот на Грција веднаш може да свати и има таму некои луѓе многу чудно зборуваат, бидејќи јазикот е сосема поинаков. Значи нашата цел е пред се да ги разбудиме македонците, да сватат дека се македонци, и голем дел од нив поима нема. Втора наша цел е да добиеме права од Република Грција, да ја притиснеме колку што можеме и тоа колку и да се гледа чудно носи резултати. Со која смисла ќе ви дам еден пример. 94-та што се создаде Вино Жито, македонска песна јавно се слушаше на 4 села, денес се слуша на близко 200 села. Значи, македонската традиција се одржува, колку толку со ногти, со заби се одржува, младината си ја сака многу, на тоа се основаме и ние, на тоа даваме надеж. Преку европските институции се обидуваме, Вино Жито е член на Европската слободна алијанса, една европска партија што во соработка со зелените е голема сила во Европскиот парламент. Ги користиме сите средства, правни средства што ни ги нудат меѓународните организации, но како што често спомнувам во последно време е дека Европска Унија во последно време ради финансиските кризи што претрпува има голем дефицит што се однесува и до човековите права. Никој веќе не се интересира за човекови права, како што се интересираше повеќе, порано, бидејќи финансиите се поважни, обстојување на Европска Унија,
нашата борба во Грција е уште по-тешка. Зошто? Зошто Грција, поради големата финансиска и пред се општествена криза, изнајми, позајми, како ќе го кажем, извините, зеде многу пари од Европска Унија и Европска Унија сега се интересира како Грција ќе ги обезбеди тие пари да ги врати. И така се што друго се случува во Грција, Европска Унија го простува, ниту го гледа. Човекови права, ова не е. Гледај таму мерките за собирање финанси и се друго е втора судбина, ќе го видиме понатаму. Сега за сега тоа сполави многу што ме слушнавте. Се надевам понатаму ќе имаме и можност преку прашање, преку одговор, преку диалог да размениме некои мислења. Сполави.